Жените се уште се надпреваруваат во оваа трка со заврзани нозе според Светскиот форум, значи за извештајот за разликите помеѓу мажите и жените од извештајот од 2023 година. Со ова темпа ќе ни бидат потребни уште 131 година за да бидеме целосно еднаква. Што значи во 2155 година ќе имаме целосна родова еднаквост ако продолжиме со оваа темпо. Се повеќе имаме докази дека компаниите кои што имаат поизбалансирани лидерски тимови на повисоко ниво постигнуваат подобри резултати и на краткотраен и на долготраен рок. Податоците покажуваат дека зајакнувањето и зголемувањето на бројот на жените во политиката е добро, меѓутоа таквото учество не може да биде пасивно учество, тоа значи лидерство. И не само значи да се има место на масата, туку исто така треба да бидете начело на масата. Имаме видено напредок во изминатите години и во САД и во Северна Македонија, тоа е така. Меѓутоа жените и понатаму се недоволно застапени во водачките позиции и во државниот и во приватниот сектор исто така. Со внесување на поголем број жени во управувачките одбори се внесуваат нови димензии во лидерството. Креативност, динамичност, подобра комуникација, емпатија, побрзо решавање на сложените проблеми. Жените се поподготвени да слушаат, да градат цврсти врски врз основа на разбирање и почитување. Нивната способност да сочувствуваат кон потребите на другите, нивната издржливост при премостување на тешките предизвици ги прави совршени кандидати кои во органите на управување би биле отворени за неконвенционални решенија и експертски мислења. Родовата еднаквост е клучен принцип на ЕУ, меѓутоа тоа е многу далеко од реалноста. Во бизнисот, политиката и општеството како целина можеме да го постигнеме нашиот целосен потенцијал само ако ги искористиме сите наши таленти и целата наша разновидност. Користењето само на пола од популацијата, половина од идеите и половина од енергијата не е доволно добро. Процесот на пристапување кон ЕУ и до пристапувањето на ЕУ значи дека земјите ќе преземат мерки, ќе преземат чекори кон почитување на човековите права, промовирање на заедничките вредности и постигнување на родова еднаквост исто така. Следно на ниво на што заедно ќе треба да работиме усвојувањето на директивата на Европската Унија за родово балансирани управувачки одбори, со која се предвидува 40% од неизвршните директори или 33% од сите директори да бидат членови на недоволно застапениот пол во средината на 2026 година. Да ги оспориме стереотипите и да создадеме пат за жените. Отворен пат за да се искачите на лидерските позиции. А на тој пат вам не ви треба охрабрување. Вие веќе сте храбри, не ви треба заштита, вие не сте жртви. Не треба да ви се даде шанса затоа што сами си ја зимате. Вам жените не ви требам јас или било кој друг да ви каже кој сте, што можете и колку вредите. Вам жените ви требам јас и сите како мене, ослободен од моите генерацијски натрупани предрасуди и очекувања.